рекламите време е за вестите. Се зголемува водостојот на реките во источниот дел на државата. За сега не постои опасност од изливање на река Брегалница, смируваат надлежните. Стабилна е состојбата и со вештачките акумулации во регионот. Потопењето на снегот барем засега не постои опасност од поплави во регионот. Незначително покачување на водостојот е регистрирано кај реките и водотеците во источниот регион. Тоа значи дека засега нема закани од нивно излевање и поплавување на околните површини. Според информациите од Управата за хидрометролошки работи, најголемо покачување на нивото на водата во речните корити има во реките Вардар, Радика, Треска, Црна река и Брегалница. Благо зголемување има и на Злетовска река, што поминува во близина на атарот на општина Чешиново Облешево, но состојбата се оценува како стабилна, а порастот на водата не е алармантен. Причината за релативно нискиот водостој според надлежните е што не дошло до нагло топење на снегот. Дел од него испарил, а дел го впила и сушената почва. Според одговорните во водостопанската подружница Брегалница, стабилна е состојбата и со вештачките езера во регионот. Во текот на денот, дотокот на вода во акумулацијата Калиманци изнесувал 4 метри кубни во секунда, а на испуст нема никакви количини. Со оглед што до максималната кота за целосно полнење на браната преостануваат уште 16 метри, тоа значи дека нејзиниот капацитет не е искористен ниту до половина, па ако продолжи до сегашниот доток, таа ќе може да ги прими сите количини до почетокот на наводнителната сезона. Слична е состојбата и со акумулацијата Градче, каде дотокот изнесува 1 метар кубен во секунда, а до точката на прелевање преостануваат околу 70 на сантиметри. Со оглед на најавите од метеоролозите дека до крајот на неделата ќе нема пообилни врнежи, се очекува состојбата со водостојот на реките да остане стабилна и во границите на нормалата за овој период. Распишан тендерот за изградба на втората фаза од експресниот пат Штип-Кочани во должина од 13,8 км. Ова делница од Штипското село Крупиште до Кочани и не минува низ ниту едно од селата во Кочанско поле, со што безбедноста ќе биде поголема, но овој пат на кој ќе се вози 100 км на час. Објавен е тендерот за изградба на втората фаза од експресниот пат Штип-Кочани, односно од железничката станица Ванчо Пртје кај селото Крупиште до Кочани, во должина од 13,8 км. Тендерот го објави Агенцијата за државни патишта, а ќе се реализира со средства од заем на Европската банка за обнова и развој. Според условите кои се дадени во тендерот, компанијата која ќе даде најповолна понуда, оваа делница треба да ја изгради во рок од 2 години. Во меѓувреме се чека старт на градежната сезона за да почне првата фаза од изградбата на овој експресен пат, а која го опфаќа делот од Кучката над приградската населба Три Чешми до селото Крупиште. Тендерот за оваа траса го доби македонската групација Гранит и Бетон. Патот ќе биде широк 11,4 метри и ќе имаме 4 коловозни ленти, значи ќе има едно безбедно и брзо возење, предвидената брзина е околу 100 км на час и ќе бидат предвидени клучки за сите населени места кои што гравитираат кај тој регион. Првата е овде кај, да речеме, индустриската зона и после понатака продолжуваме во Крупиште. Така да очекувам да во предвидениот рок кој што изнесува 24 месеци, односно за 2 години, да биде завршена првата фаза од овој експресен пат. Првата фаза од изградбата на овој пат ќе чини 20 милиони евра. Што се однесува за втората фаза, ќе се види колку ќе чини откако домашните и странските компании ќе ги достават понудите. Истокот чека и на изградбата на експресниот пат Штип Радовиш, кој е значаен за побрз и поквалитетен транспорт за земјоделците и бизнис секторот од југоисточниот регион. Откако временските услови се подобрија, комуналните екипи се зафатија со активности на миење на улиците низ градот. Се прибираат наносите од песок, а се собираат и расфрланите отпадоци низ јавните површини.
Поради полавниот студ и снегот кој ги имавме подолг период, комуналните екипи на јавното предпријатие ИСАР отежното ги извршуваа работните обврски. Но денес комунална хигиена започна да ги мие улиците и да го чисти отпадот низ јавните површини. Да се заблагодарам на граѓаните на град Штип за трпението што го покажа овие месец дена, кога имавме неповолни услови, кога изгубрувањето на комуналниот отпад се вршеше отежното. Денес екипите на комунална хигиена се на терен, значи ги извршуваат своите работни задачи и активности, тоа се врши моментално перење на улиците во централното градско подрачје и метење и чистење на тротоарите. Тоест моментално се врши метење и собирање на наносите кои што ни се направени од врнежите. Зикова нагласува дека отпадоците комунална хигиена ги собира низ сите урбани заедници, како и при градските населби и индустријскиот дел. Можам да кажам дека веќе реоните ни се чисти и дека се врши редовно изгубрување на отпадот од централното градско подрачје, од приградските населби и голем дел, можам да кажам дека и од индустријскиот реон ни е веќе расчистен. Јавното предпријатие ИСАР со активности за перење на улиците и расчистување на тротоарите ќе продолжи и во наредните денови. Штипјани револтирани од несовесни возачи кои денеска на улиците ги прскале со возилата. Поголем број од нив нема да ги пријават во полицијата, бидејќи сметаа дека подигнувањето на свеста за сообраќајна култура не се решава со казни. Денешниот дожд им донесе непријатности на повеќе штипјани, посебно на оние кои денеска движејќи се на улиците во градот доживеале шок откако биле испрскани со вода од несовесни возачи. Некои морале да заминат дома да се пресоблечат, но повеќето од нив, иако револтирани од ситуацијата што ги затекнала на улица, сметаат дека санкционирањето на овие возачи не е начин да се надомести штетата, ниту дека казните се решени за подигнување на свеста кај возачите без сообраќајна култура. Сабајле ми се случи, овде име работа и еден несовесен возач помина од кај Трговски, толку многу брзо возеше што него интересираше наоколе кој има и стварно ме испрска и ме направи. Како реагиравте во тој момент? Никако, само оставина совест, крајно некултурен, невоспитан, возачка култура нема, што друго да кажа. Тоа е тоа. Дали би го пријавили, има санкции за овие несовесни возачи? Можам да го пријавам неки. Неки. Едноставно, некам да се нервирам со несовесни граѓани. Секој треба да има совест прво. Кога седнеш у коло, треба да водиш сметка дека има и пешаци. Значи, не треба да се понашаш како сам да си на пат. Стално у нашиот град се тоа дешава. Ја морам да се преоблечам дома, да се преоблечам, па да си одам па у чаршија. Тоа ми се деси кај пазара, еден таксист, поштен, мине покрај мене и правиме за никаде, мора да се вратам дома, да се преоблечам, па да изидем по урад. Тоа е се. Кај нас е тоа вообичаено. Други маната за овој проблем кој се јавува при секој врнежи ја најдоа во надлежните. Кога на тротоарите би немало возила, сметаат тие, тогаш нема да одат на коловозот и нема да бидат мета на овие возачи. Пешаците на некој начин сега мора да се движат по патеката за возила, а пешачите премисли на паркинзи за возилата. Како и да е, законот за прскање на пешаци на улица предвидел глоба од 35 евра или впишување на 15 негативни поени. Денес голем број на несовесни возачи куртулија од казните, но добро е да знаат дека може да бидат пријавени во полицијата. Македонска каменица набави нови контејнери и канти за домакинствата, кои бесплатно ќе им бидат доделени на граѓаните. Градоначалникот Дарко Митевски најави инвестиција од 5 милиони денари во нови машини на јавното предпријатие Каменичка река. Македонска каменица за да ги исчисти дивите депонии во руралните средини континуирано обезбедува контејнери и канти за смет. Околу 700.000 денари е вредноста на новите контејнери и канти за отпад, кои ќе им бидат дадени без пари на домаќинствата, што оваа општина ја прави поразлична од другите на истокот. Во изминатите неколку години повеќе од 30 контејнери од над 5 кубика се обезбедени кои што се ставени во сите селски средини: Луковица, Тодоровца, Моштица, дел од Стара Каменица, во село Саса.
од причини за да го подобриме, значи управувањето со отпад и секако да згаснат оние диви депонии кои што беа во селските средини. Општина Македонска Каменица за таа услуга на граѓаните на општината Каменица и на оние во селските средини, особено во селските средини, не им наплаќа ништо заради тоа што тоа е инвестиција од општината и ние преку програми од Советот доделуваме финансиски средства за оваа услуга. Набавени се контейнери од 1 кубик за во централното градско подрачје и 200 канти за домаќинствата. Митевски најави дека годинава за јавното предпријатие Каменичка река ќе се набават и нови машини за одржување на патиштата. Во нашиот буџет за 2017 година имаме ставено средства од 5 милиони денари кои што ќе бидат наменети за купување на уште една машина за прочистување на селските патишта во зимски услови, некоја форма на грейдер. И исто и така друга механизација, една помала машина која што им е потребна за уредување на сите површини во општината. Митевски вели дека во општинскиот буџет има и ставка за модернизирање на старите водомери, кои ќе бидат заменети со дигитални, со што ќе се модернизира работењето на јавното комунално предпријатие. Инвестициите кои се предвидени во делот на комуналната хигиена и водоснабдувањето се со цел јавното предпријатие Каменичка река подобро да функционира и да даде подобри услуги на граѓаните. Министерството за економија ги објави огласите за субвенционирање на домакинства кои користат обновливи извори на енергија. Годишниот буџет за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домакинствата изнесува 16 милиони денари, додека условите остануваат исти, односно се надоместуваат до 30% од направените трошоци, но не повеќе од 300 евра во динарска противредност. За ова мерка може да аплицираат сите домакинства кои имаат купено и вградено во сите домови колекторски систем во периодот од денот на објавување на јавниот оглас до денот на неговото завршување, а при тоа го немаат искористено правото на поврат на дел од средствата за обезбедување и вградување на сончеви термални колекторски системи во својот дом врз основа на претходните јавни огласи на Министерството за економија, објавени од 2007 до 2016 година. На доместокот на делот средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе го остварат лицата кои имаат купено и вградено во своите домови ПВЦ или алуминиумски прозорци во периодот од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот оглас. И пензионерите од Штип бараат еднаш во неделата да се возат на сметка на општината. Иницијативата се изготвува и за брзо време ќе биде доставена до локалната самоуправа, вели првиот штипски пензионер. По примерот на Македонска Каменица и Виница и штипските пензионери ќе бараат општината да субвенционира дел од трошоците за локален превоз, наменет за пензионерите кои се со пониски пензии. Во моментот се изготвува иницијатива која треба да биде доставена до штипскиот градоначалник. Ние можеме се договориме со локалната самоуправа, еве за почеток да 1/3 од картата они си плаќат, другото да ние го субвенционираме. Меѓутоа, одзиво не верувам дека ќе биде добар, а сите се стремат на тоа и критики имаме. Захариев објаснува дека пред неколку години во Штип, иако не беше субвенциониран, постоеше локален градски сообраќај, но дивите таксисти беа причина оваа идеја во целост да не се реализира. Еве ќе ви кажам за пример. За карбинци натамо празен наално, а таксите пуни у двата правца. Тука мора малку и навиката да се промене и тоа ние сме спремни. Веќе од петок стартува бесплатниот превоз во Македонска Каменица. За овој проект општината набави 2 нови комби возила, кои ќе се користат за потребите на учениците и спортистите од ова рударско градче. Според најавите, од наредниот месец и виничките пензионери ќе користат субвенциониран локален превоз. Лицата со ниски примања кои минатата година оствариле нето приход под 120.960 денари, нема потреба да дојдат во подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
да се пререгистрираат и нивното здравствено осигурување автоматски ќе се продолжи, соопшти Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Лимитот кој според граѓаните го остваруваат ова право, посочуваат од фондот, бележи континуиран раст од 96.600 денари во 2014 година до 115.080 денари во 2015 година и 120.960 денари денес, што е последица на растот на минималната плата. Исто така, фондот автоматски ќе ги пререгистрира и лицата кои последните 2 месеци оствариле приход помал од 20.160 денари, а се во категорија на осигуреници кои оствариле приход од 120.960 денари до 197.262 денари минатата година. Лицата на кои нема да им се продолжи здравственото осигурување поради повисоки приходи од наведените лимити, ќе добијат решение по пошта и својот статус ќе може да го регулираат во подрачната служба, информираат од Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Се вратено на место, но ги нема лирите. Штипската полиција ја расветли кражбата во куќата на улица Сутијаска, тешка над 8.000 евра. Ги фати крадците кои оперирале во викендички во местноста Кумлак. Надлежните и порачаа на граѓаните да превземат мерки за заштита на имотот од кратци. Штипската полиција расветли 6 тешки кражби сторени на подрачјето на општината. Го фати крадецот кој викендов оперирал во куќата на 57 годишна штипјанка. Меѓу пронајдените, а украдени работи ги нема 5.000 евра и 20 златни лири. За кражбата тешка околу 500.000 денари, осомничен е 20 годишен штипјанец. Дел од одземените предмети, како телевизор, радио, DVD звучници, дигитален ресивер, микрофон и разни кабли се пронајдени и вратени на оштетената. Патени си крадците кои викендов оперирале во викенд на селбата Кумлак. Станува збор за штипјани на возраст од 22 и 25 години. Со себе однеле се што им дошло до рака, а на собствениците им служило како алат за работа. Заминале оттаму и со ракија. 22 годишен и 25 годишен штипјанец одзеле разни предмети, како земјоделски алати, пластична туба наполнета со ракија од 2 литри, железен чекан, рачна пила, секира, рачна количка, церада, акумулатор и други предмети, кои од страна на полициски службеници се пронајдени и вратени на оштетените граѓани. На поголема предпазливост и заштита на имотот од крадците апелираат надлежните. Односно, сите врати и прозорци да бидат добро затворени, не оставајте вредни предмети на видно место и не ги сокривајте на места вообичаени за оставање. Поставете техничко обезбедување, како звучен аларм и видеонадзор. Оставајте го клучот кај соседот. Кратците станаат дрски, влегуваат во домовите на граѓаните, ги ограбуваат на улица, крадат во цркви и дури посегнуваат и по оружје. Полициската пракса покажа дека во најголем дел од расветлените случаи на кражби, сторителите и се познати на службите, односно дека и претходно сториле вакви и слични кривични дела на штета на граѓаните. Екипата на Китго Пехчево замина на подготовки во Дојран. Таму екипата ќе се подготвува 11 дена, а ќе одигра и 3 пријателски контролни средби. Третолигашот од групата Исток, екипата на Китго Пехчево интензивно тренира и се подготвува за пролетниот првенствен период. Почетокот на подготовките се одвиваше во Штип, на теренот со вештот ќе треба во Белобрадо. За сега екипата одигра 2 контролни средби. Во Дојран го победи второлигашот Хоризонто Турново со резултат 2:0, а во Штип падна и второлигаш Вардар Неготино, кој беше поразен со резултат 3:2. Од вчера фудбалската експедиција на Китго Пехчево, предводена од тренерот Трајче Сенев, се наоѓа на подготовки во спортскиот комплекс Истато во Дојран. Таму ќе се подготуват 11 дена, при што ќе одиграат и неколку контролни средби. Веќе утре, 8 февруари, во Гевгеле ќе се сретат со екипата на Кожув. На 15 февруари во Дојран противник им биде српскиот тим Земун. На враќање од Дојран на 17 февруари во Велес ќе се сретнат екипите на Китго Пехчево и на Борец. Генералната проба ќе имаат во меч против Беласица во Струмица, но терминот се уште не е утврден.
Инаку првенството во пролетниот дел на третата фудбалска лига Исток ќе започне на 26 февруари, а во првото коло ќе се сретнат Кит Го Пекчево и Слога од Виница. Со неуспех заврши предизборниот тендер за изградба на 150 игралишта за баскет низ македонските општини. Агенцијата за млади спорт преку веб страницата на Бирото за јавни набавки денеска соопшти дека е поништена постапката за избор на најповолен изведувач за проектот. Не е поднесена ниту една соодветна понуда, е краткото образложение што објавено од агенцијата. Тендерот вреден над 250 милиони денари или 4 милиони евра беше објавен кон средината на ноември 2016 година, на само еден месец пред одржувањето на изборите. Агенцијата за млади спорт тогаш информираше дека парите за спортските терени биле обезбедени од државниот буџет за 2016 година. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Имајте пријатна вечер.